Петтата тема од областа јазик е акцент. Акцентот во македонскиот јазик. Акцент е нагласеното, посилно изговарање на еден слог во зборот. Слогот врз кој паѓа акцентот се вика акцентиран слог. Македонскиот акцент е динамичен и определен. Динамичен акцент значи дека се одликува со силата на издишната струја, а определен значи дека се наоѓа на точно определено место во зборот. Местото на акцентот во македонскиот јазик е на третиот слог од крајот на зборот, кај трисложните и повеќе сложните зборови. Правила за акцентирање. Кај трисложните и повеќе сложните зборови, акцентот стои на третиот слог од крајот на зборот. Например, сладкарница, сладкарница. Кај двосложните зборови, акцентот стои на почетниот слог од зборот, например, село. Кај едносложните зборови, акцентот стои на единствениот слог, например, сон, дом, бол, вол. Ако зборот се зголемива со додавање претставки и наставки, односно префикси и суфикси, акцентот се поместува за да застане секогаш на третиот слог од крајот на зборот. Например, град, гради, доградба, доградбата. Град, гради, доградба, доградбата. Отстапување од правилата за акцентирање. Кај македонските зборови, најкарактеристична отстапка од правилото за акцентирање е кај глаголскиот прилог. Кај глаголскиот прилог, акцентот стои на вториот слог од крајот на зборот. Например, читајќи, седејќи, одејќи. Вториот случај е кај приложки употребените членувани именки, како прилози за време. Кога? Ова лето. Летово. Или, например, зимава, не бев на скијање. Ако се употребени како обични членувани именки, тогаш нема отстапување од третосложното акцентирање. Например, многу сакам лето. Многу го сакам летово. Трет случај имаме кај прилозите со деминутивно значење, кога акцентот се наоѓа на вториот слог од крајот на зборот. Например, малкундза, толкундза, олкундза. Следни отстапки се кај зборови од туѓо потекло. Акцентот кај туѓите зборови може да биде на последниот слог, например, биро, жири и така натаму. Може да биде на вториот слог од крајот на зборот, литература, реклама, национален, а може да биде и на третиот слог од крајот на зборот и да се вклопи во нашиот акцент. Нема точно правило за акцентирање на туѓите зборови, па затоа тие се акцентираат по слух. И последната отстапка е кај некои зборови од турско потекло што завршуваат со наставката ана. Таму акцентот се наоѓа на вториот слог од крајот на зборот. Например, апсана, тарапана, топана и така натаму. Карактеристика за нашиот јазик се акцентските целости. Значи, во нашиот јазик неколку зборови можат да се подведат под ист акцент. Група зборови поврзани со заеднички акцент се нарекуваат акцентски целости. Групата зборови всушност ние ја сваќаме како еден збор и ја акцентираме според правилото на третиот слог од крајот на зборот, односно на целината. Разликуваме неколку видови акцентски целости. Во зависност од тоа, какви видови зборови влегуваат во акцентската целост, разликуваме акцентски целости од два полнозначни збора и акцентски целости со клитика, односно клитички зборови. Клитики се зборчиња што немаат свој акцент,
неакцентогени. Во акцентските целости со два полнозначни збора најчесто влегуваат придавка и именка, сувогрозје, заменка и именка, мој човек, овој ден, број и именка, петпари, трета вечер, број и број, 5-6, 55, прилог и именка, колку време. А акцентските целости со клитики, односно со малите зборчиња кои што немаат свој акцент, разликуваме. Акцентски целости со енклитика, and, значи клитиката стои зад полнозначниот и акцентоген збор. Например, мајка ми, полнозначниот збор и зборот со акцент е мајка, а малото зборче ми, односно кратката заменска форма во случајов, е неакцентоген. Нема свој акцент и се поврзува со полнозначниот збор мајка. И имаме акцент на третиот слог од крајот на целата целина. Мајка ми, татко ти, земи го, оди си. Значи, овие се со енклитика. Зборчето, клитиката, се наоѓа зад полнозначниот збор, односно акцентогениот збор. Вториот случај се акцентските целости со проклитика, пред. Значи, малото неполнозначно зборче, неакцентогено зборче се наоѓа пред полнозначниот збор. Например, не може, не ми ја даде, што и рече, кој дошол, на раце, во вода, под маса и така натаму. За да го повторите и утврдите материјалот од оваа тема, одговорете ги прашањата во прирачникот за матуранти на страна 21.